Конфедерацијата на слободни синдикати е незадоволна од состојбата со почитување на работничките права и епилогот од разговорите во економско-социјалниот совет. Ова е причина за денешните протести кои се одржуваат во Скопје, но подршка имаат од целата држава. Меѓу останатите, категорична подршка на синдикалните барања дава и Сдруженијето Гласен текстилец, кое стои во заштита на повеќе од 30.000 текстилни и кожарски работници во државата. Сметам дека солидарноста меѓу синдикатите, граѓанските организации кои што работат на тема работнички права, заштита на работнички права, сметам дека треба да бидат заедно во овој момент, иако до последно, како што разбрав, најголемиот наш синдикат, репрезентативен, ССМ, нема дадена подршка на овој протест што ќе се случува денеска. Со оглед на фактот дека најмалку половина од сите текстилни работници во чевларско-кожарскиот сектор се дома, а пари не им доаѓаат од никаде, размислуваат ли од Гласен текстилец како работниците ќе ја обезбедат екзистенцијата? Бараме за сите да важат законите подеднакви. Да се дозволи здравство, да се вратат парите назад од злоупотребените мерки, од првите 4 сета на мерки, побрзо изгласување на петиот сет на мерки и да имаме редовна координација меѓу институциите за да внимаваат на злоупотреби и дали парите би стасале кај работниците, бидејќи тоа во првите 4 сета на мерки не беше баш така. Во меѓувреме работниците и Гласен текстилец ги очекуваат и голем број незавршени судски спорови, чиј епилог го очекуваат во своја полза. Се пред сега судски постапки кои што се пуштени во врска со уредбите со законска сила. Значи овде има некаде околу 30 на судски постапки. Очекуваме нормално разврска, меѓутоа таа правна разврска треба да биде побрза кога се работи за работни спорови, пошто тука имаме рокови, тука има застарување и слично. Сметам дека прво судот треба да даде приоритет на работните спорови. Кога работниците ќе се вратат на работа и што понатаму ќе се случува со нивната екзистенција е крајно неизвестно, а синдикатите засега ова прашање, како можеби клучно, воопшто не го поставуваат.